Златен медал, 3 сребрени и 4 бронзени медали во поединечна конкуренција освоија гимнастичарите од клубот Атлета од Куманово на државниот надпревар во спортска гимнастика кој се одржа изминатиот викенд во Скопје. Во силна конкуренција од над 160 надпреварувачи од целата држава. На првенството школата за спортска гимнастика Атлета учествуваше со 27 надпреварувачи, информира тренерот Филип Миленковски. Изминатиот викенд нашиот клуб се надпреваруваше на државното првенство во спортска гимнастика, која се одржа во Скопје. Во силна конкуренција од над 160 надпреварувачи од целата држава, нашите гимнастичари постигнаа успешни резултати, од кои што освоивме 1 златен, 3 сребрени медали и 4 бронзени медали. Од нашиот клуб настапуваат 27 надпреварувачи, од кои 13 машки и 14 женски. Во машка А програма, во помлади пионери, Бојан Христовски освои 2 место, Даме Јаневски во истата конкуренција освои 3 место, Калин Илиевски во категорија постари пионери освои 2 место, во Б програма машка конкуренција Михаил Додевски освои 3 место во категорија постари пионери, Марко Величковски 2 место и Јаков Стојановски 1 место во истата категорија. Во помлади пионери до 9 години Лазар Георгиевски освои 3 место. Исто така тука нашиот клуб ќе продолжи да работи напорно и полека се спремаме и да најавиме дека се спремаме за меѓународен турнир кој ќе се одржи во декември, ќе одиме во Нови Сад. Полека тренираме и се спремаме за постигнеме подобри резултати. Надпреварувачите се спремаат, тренираме 3 пати неделно по 2 часа. Се надпреваруваат, исто така имаме и рекреативни групи кои што тренираат во други денови, се поделени во различити денови. Имаме исто така за предшколска возраст дечиња од 4 до 6 годинки, каде што работиме развој на моторички способности, преку игра се ги анимираме и вежбат исто така гимнастика, каде што преку игра се надпреваруваат. Секојдневно вршиме уписи на нови дечиња и интересот од година во година се повеќе и повеќе расте. Нашиот клуб брои некаде околу 140 члена активни кои што тренираат гимнастика и кои што сакам да кажам дека има голем потенцијал во нашиот град за гимнастика. Јас сум Јаков Стојановски, имам 9 години, во овој клуб тренирам 4 години. На овој надпревар во Скопје јас освоив 1 место. Мојата омилена справа ми е разбој. Јас сум Михаил Додевски, на надпреварот освоив 3 место. Во клубот тренирам гимнастика веќе 3 години и на сите им препорачувам да се запишат затоа што е многу убаво. Омилена справа ми е вратило. Ако постојано ги вежбаш, ќе ти се лесни. Јас сум Лазар Ѓорѓевски, имам 8 години. Освоив 3 место на надпревар. Омилена вежба ми е вратило. Јас сум Дамјан Јаневски, имам 8 години, мојата омилена справа е вратило. 3 место во помлади пионери. Јас сум Бојан Христовски, имам 9 години и сум благодарен што имам ваков професор. Јас освоив 2 место во државно првенство во спортска гимнастика. Јас сум Калин Илиевски, имам 10 години и тренирам гимнастика 6 години. Омилена справа ми е разбој и на последниот надпревар земам 2 место во А програма постари пионери. Задоволен сум од резултатот, конкуренцијата беше силна, али можеше и подобро. Имам освоени 4 први места. И гимнастичарките од клубот постигнаа одлични резултати на државното првенство, секако благодарение на напорните тренинзи и несебичното залагање на тренерите да ја вратат гимнастиката на местото на кое што припаѓа. Минатиот викенд бевме на надпреварување државно првенство по гимнастика. Имаме и деца од женска конкуренција. Деца до 7 години освоја 2 место екипно. Децата од конкуренција на постари пионерки освоија исто така 2 место екипно и поединечно освоиме 3 место. Сара Мишич освои 3 место. Овој спорт е мајка на сите спортови. Многу пожртвуваност, бара многу пожртвуваност и бара многу тренирање. Тренерите, ние како стручен тим, работиме со надпреварувачката категорија на деца со посебен третман,
каде што се прави селекција на самите деца, каде што им се даваат повеќе тренинзи и повеќе часовно вежбање, бара пожртвуваност, бара многу внимание, бидејќи спортот е со многу акробативни вежби, кои нели да се знае тренерот да го чува самиот вежбач, вежбачот да биде сигурен во самата изведба на вежбање. Вежбањето се извршува со разни методолошки постапки, по методологија и по практикум, како што треба да се изведат комплекс на самата вежба. Гимнастиката релативно ја поставивме на високо ниво во нашиот град, како што и во нашиот град, така и на државно ниво. Сега сме веќе и предпознатливи, така да продолжуваме со нови напори. Јас сум Сара Мишич, освоив 3-то место во Скопје. Имам 10 години. Тренирам во клубот 2 години. Од клубот се надеваа дека локалните власти ќе имаат слух за развојот на овој спорт и ќе излезат во пресрет со обезбедување на гимнастичка сала за големиот број на гимнастичари од Куманово. Се надеваме дека општина Куманово ќе излезе во пресрет да направи една гимнастичка сала каде што му е потребен на овој град, бидејќи Куманово е гимнастички град. Многу дечиња има што сакаат гимнастика и кои што спортуваат, така да се надеваме дека во најбрз можен рок ќе изнајде некој решение. Се надевам дека Соколанат ќе ја направат гимнастичка сала да биде само за гимнастика, бидејќи на гимнастика на Куманово му треба гимнастика, бидејќи гимнастиката е со традиција во нашиот град. Школата за спортска гимнастика Атлета е лоцирана на булеварот Октомвриска револуција кај Кипермаркет. Тренинзите се одвиваат во современа сала која е со површина од 400 метри квадратни, во која децата од најрана возраст може да тренираат и правилно да се развиваат. Генерацијата 2017 на фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт го освои шампионскиот трофеј во детската фудбалска лига на Македонија за сезоната 2024-25. Тимот до трофеот стигна по серија успешни настапи на завршниот турнир, каде што во финалниот надпревар ја совлада екипата на фудбалскиот клуб Бутел, информираат од клубот. Во текот на сезоната младите фудбалери на Куманово Евроспорт покажаа високо ниво на подготовка и колективна игра, што резултираше со пласман на врвот од табелата. Финалето донесе динамичен и квалитетен фудбал со ангажираност од двете страни, но кумановската екипа успеа да извојува клучна победа. Играчот Димитри Димитриевски од фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт беше прогласен за најдобар стрелец на сезоната, што представува уште едно признание за индивидуалните квалитети во рамки на колективниот успех. Клубот упатува благодарност до сите млади фудбалери од различните генерации кои што настапуваа во детската лига, како и до родителите и поддржувачите кои беа активен дел од сезоната. Во организација на мотоклубот Мечки од Куманово следниот викенд ќе се одржи веќе традиционалниот моторок фестивал на спортскиот аеродром Аџитепе. На најголемиот рок настан во Македонија се очекуваат посетители од балканските држави и пошироко. На сцената ќе настапат бендови од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, а првпат на годинешното издание на фестивалот ќе настапи и бенд од Соединетите Американски држави. Организаторите ветуваат одлична дводневна програма и незаборавна забава за сите генерации. Влезот е бесплатен со обезбеден паркинг простор, информираат од клубот Мечки кој успешно обстојува од 2008 година. Фестивалот е поддржан од општина Куманово. Оваа година како новитет имаме и бендови од Соединетите Американски држави. Тоа е еден бенд кој што е така авторски бенд и очекуваме многу добар фидбек. Покрај тоа фестивалот, како што кажав, ќе трае 2 дена. Фестивалот ќе биде благодарение, се одржува благодарение на пред се на општината, нашата општина која не поддржува, како и одредени фирми, компании кои се онака расположени да не пратат да го реализираме проектот. Голема благодарност за сите нив. И така да имаме програма од најмлади до најстари. Значи ќе имаме програма за деца најмлади, ќе има аниматори за мали деца, ќе имаме аниматори за големи деца, да кажам.
ќе имаме надпревар во печење прасиња, ќе имаме многу разнолика програма, јадење, пиење, бесплатен ручек за сите гости бајкери од страна кои ни доаѓаат. Благодарение на нашите пријатели од коледарите кои што ни помагаат секоја година се тука покрај нас. Како ајде да потенцираме одредени имиња кои што ќе настапуваат оваа година на фестивалот, покрај нашите локални бендови кои што селектира, кумановски бендови да кажеме, тука е Overload, тука е Solution, кои секоја година се со нас. И покрај нив ќе настапуваат оваа година Riff Band од Србија. Тоа е еден многу интересен, многу енергичен бенд. Ќе настапува бенд од Stringsi, тоа е бенд од Босна, кои што се многу иновативни и интересни, кои што свират рифови, свират рок музика со примеси на хармоника, со примеси нешто слично на Дубиоза колектив, да кажам. Тука ќе бидат Hoot and Hollers, тоа е бендот од Америка кој што ќе дое, тоа е авторски бенд кој што свират ритм and блуз, многу интересна музика. Пред се фестивалска и нормално шлак на тортата се ЕКВ, Tribute Band, тоа се деца изводе со специјалниот гостин Срđan Тодороvić. Па ова е официјално седми голем фестивал. Во 2009 година направивме прва роденденска журка, која што беше многу добра, имавме многу добар фидбек и некако тоа ни даде ветар во грб да кажам да почнеме со некои посериозни организации. После тоа имавме одредени тие да кажам организации не ги датираме во фестивали. Фестивали големи ги рачунаме од 2014 година кога имавме благодарение на нашето членство во Eurobikers, черити организација од цела Европа, имавме донација огромна 6 камиони медицинска опрема во нашата болница градска во Куманово. Тоа беше една да кажам сериозна наша најголема хуманитарна акција што сме направиле и тогаш благодарение и на болницата која не поддржа и општината направивме еден фестивал кај што имаше многу звучни имиња и тоа ни беше еден посериозен фестивал. После тоа 2019 година имавме кај спортска сала долу уште еден, така да кажам, од поголем фестивал и после тоа веќе некако тркалото врти постојано, секоја година одиме се погоре и погоре. Освен 2020, нормално заради ковид мерките беше забранета организација, инаку 21-22 нааму секоја година веќе константно фестивалот расте бројот на посетители од година во година, расте сериозноста на самата организација и нормално растат и имињата на бендовите. Како секоја година што го одржуваме на Аџитепе, 13-14 јуни, петок навечер, сабота целодневна забава, почнуваме од сабаља од 7 сат, со печење на прасиња, после околу пладне почнуваат некои други активности, ќе има некои моторџиски игри, спори трки, некои активности за деца, ќе биде интересно со некои аниматори, за младите. Ќе има пена парти, исто забавна бајкерска игра. Покрај другото, да напоменеме дека како секоја година организацијата е на високо ниво со комплет паркинг простор за сите луѓе и за мотори, и за коли, ќе биде организирано со редари, со све. Тоа комплетно, со помош на нашите пријатели, поддржувачи и клубот, сами го работиме тоа. Што друго? Да кажеме, клубот како клуб основан 2008 година со активности, освен фестивалот и други хуманитарни активности, поддржувачи за редот во сообраќајот, за културата во сообраќајот, за мотоциклистите, носење кацига, пред се опрема. Имаме голема и добра соработка со полицијата, доста големи соработки и со Црвен крст имаме и со сите така организации хуманитарни. И за крај, да не заборавиме, покана до сите моторџи и немоторџи да го посетат фестивалот, како и секоја година, има да биде незаборавно и значи ветуваме вистинска забава.